31% од децата во Македонија имаат зголемена телесна тежина, а 14% од нив се со прекумерна тежина. Ова се последните студии или истражувања кои што се направени на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Истражувањето опфаќа деца на возраст од 6 до 9 години. Најмногу се конзумираат грицки, а најмалку се внесува свежо овошје и зеленчук. Малку подетално на оваа тема, за тоа колку навистина е ова сериозен проблем, какви генерации растеме или одгледуваме, или кога ќе ги почувствуваме веќе последиците, или генерално луѓето кои што се соочуваат со овој проблем ќе ги почувствуваат последиците, ќе зборуваме за сите овие прашања во следните минути. Имам одлични соговорници, верувам дека ќе биде ова еден многу убав, интересен и пред се едукативен разговор. Нутриционист Вероника Минов, многу пати сме се гледале нели во кујната, сега ми е драго што си од оваа страна и што твоите совети ќе ги слушнат нашите гледачи. Ви благодарам на оваа покана, со задоволство сакам да зборувам посебно на оваа тема, зашто ми е така, јас така кажам, драга ми е, затоа што често зборувам, особено кај обезноста кај постарата нели генерација, кај возрастните, но актуелна и нели кај младата. Така е. И заедно со нас Димитар Милошевски, кој што инаку е доктор специјалист по спортска медицина. Ќе зборуваме малку повеќе за физичката активност или неактивност на децата, зошто е важно и каква е состојбата со денешните дечиња. Добро утро. Добро утро. Благодарам на поканата. Вероника, ќе започнеме со оваа статистика која што ја споменавме и ние во многу наврати кога разговаравме и се договаравме за ова гостување. Последните истражувања и на Светската здравствена организација покажуваат фрапантни податоци за Македонија, за македонската младина, за македонските деца и генерации. 31% од нашите деца имаат зголемена телесна тежина, 14% од нив се со прекумерна тежина. Што за вас како нутриционист или генерално за таа нутриционистичка фела, дали се ова податоци кои што навистина, верувам, вас ве загрижуваат, но дали го загрижуваат обичниот народ? Дали родителите и генерално луѓето кај нас се свесни за овој проблем? Од лично искуство ќе зборувам и нели од што наблюдувам како стојат работите, не се уште свесни, за жал, затоа што нели не е доволно истакнато тоа да се темата оваа да се зборува, не се доволно упатени, едуцирани. Да, еве од анкетата видовме дека зборува да даваме, но не доволно се хранат здраво. И во таа студија може да, ако нели ја читав, и таа е студија направена не само од една година, туку е последователно 10 години и стапката се повеќе расте и проблемот е што децата не јадат доволно овошје и зеленчук, 20% само. И ако ги видиме од сите земји, ние сме на последното ниво. Значи, последна земја што најмалку внесна овошје и зеленчук и за жал ние сме земјоделска земја, така е, имаме достапност таква храна, но ете, децата повеќе јадат процесирана храна и тука е најголемиот проблем. И не знам, родителите едноставно не се свесни доволно, но ета не е само да ги обвиниме нив, туку има и влијание и од образовано, нели, училиштето, не се зборува тоа, маркетингот влијае многу и тоа. Да. Димитар, доаѓаат, претпоставувам секојдневно многу дечиња кои што сакаат да, односно родители со деца кои што нели сакаат да проверат нивната здравствена состојба, колку од нив се со зголемена телесна тежина? Па видете, има разни примери. Најпрво доаѓаат родители кои што ги запишуваат своите деца на некој спорт баш заради таа причина, нели, да ославе, за да биде поздрава во текот на животот. Меѓутоа има и родители кои што доаѓаат со своите деца кои што не се свесни дека нивното дете е обезно. Значи они се мислат дека детето затоа што се занимава со некој потежок спорт како ракомет, пливање, ватерполо и дека треба детето да биде покрупно, што е апсолутно неточно. Значи детето треба да биде оноку колку што треба да биде, без разлика дали се занимава со полесен во наводници спорт или со потежок. Меѓутоа исто ќе се надоврзам на колешката која што рече дека најпрви почува од самиот дом. Значи детето во родителот гледа и дом. Значи ако родителите се хранат здраво, детето ќе се храни здраво. Меѓутоа, ако родителите во сите тие нели гужви и брзања само процесирана храна конзумираат, и детето ќе се навлече на таква храна. Исто така и друштвото, и образовниот систем, значи тоа е цел еден сплет на околности.
Да, многу фактори се во игра, значи не можеме, како што спомена и Вероника, да само прстот го впериме кон родителите, понекогаш родителите водат големи битки и борби да воведат нели некаков поздрав начин на живење и функционирање, но проблемот е комплексен. Ајде да почнеме можеби со менијата во градинките, со менијата во училиштата, како децата се однесуваат и каква храна им се нуди ете и во тој образовен систем кој што нели државата го воспоставува. Колку сметате и тоа дека е добро, недобро, трпи промени, се променило нешто или едноставно работата стагнира? Нели не се променило, за да ако се променило стапката немаше да расте, нели во Инаку студија. само мала дигресија, која зборувајќи за стапката, можеме да кажеме дека ова на глобално ниво, на светско ниво е проблем кој што е во пораст. Да, 50% не е нели само е во зголемена. во Македонија. Не, како една мала утеха. Да, дефинитивно, но ако гледаме во Европа, ние сме над стапката. 25% е како една стапка земена за Европа, ние сме 32, што нели е загрижувачки. Да. И нели таа стапка што вие кажав со овошето за ленчукот, тоа е исто за мене загрижувачки. Тука е проблемот, што се смениле нели процесирана наспроти нели свежа храна. Во однос на училиштата и градинките ги спомена, ревизија дефинитивно треба да се направи на менијата. Јас си донесов слики некој. Да, и би сакала да ги покажеме. Ова се слики, јас ги пишував пред 2 години на оваа тема како во другите држави изгледаат менијата. Еве, ова е Италија, после има и ова мојата ќерка ги избра. Имаше 10 земји и јас си реков која ти би ја земала. Добро, ова е Италија, така само да видам. Да, и ги зема, ги одбра најшарените. Имав и од Америка, каде што беше со чикен нагетс, таквати, она ги избра... Добро, ова е мени во Италија во училишта, или? Да, има, може да се најдат и на интернет, нели, како изгледаат во секоја земја. Италија, другите се во другите. Ова е Бразил. Гледате, зеленчук и овош е приоритет. Не ги осудувам кај нас, но кај нас се многу кифли, мисля дека ако јадат конфлекс е добро, ама ако има конфлекс, дали има овоше до него? Зошто да не јадат пченица наместо конфлекс? Ме разбирате? Таа е подостапна за кај нас, не е процесирана. Зошто за ужинка да имаат повторно кифла, него да имаат нели овош и зеленчук? Една информација, во 70-тите години ужинките се воведуваат од страна на Светската здравствена организација токму затоа што гледаат дека се намалува стапката на внес на зеленчук и овошје. Ужинките се за тоа, но потоа нели прехранбената индустрија доваѓа. Значи првенствено требало да биде ужинка зеленчук и овошје. Да, а не прехранбената индустрија потоа да влегува и кифли, спортски барови, нели. Да. Брза храна, процесирана. Тука е игра, нели. И треба ние да работиме не само во училиштата и маркетинг, нели од страна што се промовира. Јас баш вчера дека нели знаев ке дојдам, возам и гледам на сите билборди, нели сладолед, не знам. Круасани. Да, ете така. Нема, затоа треба, јас мислам, и од дома да се едуцираат родителите, но и училиштата да почнува да се зборува. Морам уште ова да го кажам. Јас бев еднашка во едно школо од Совет на родители, поканета, каде што имав предавања со децата и потоа има работилница. Многу од родителите беа прашани, нели, дали се алергични на нешто од децата и повеќе од родителите вика, ама моето дете не јаде урма, моето дете не јаде јатки, не знам дали ќе го јаде овошниот јогурт. Испадна дека тие деца што родителите најмногу кажуваат, тие беа најмногу воодушевени и бара репете. А самите ги праве. Тоа е нешто што треба и децата да се инволвирани, да прават, како што ви напомена во Јапонија. Да, може да го споделиме тој пример со Јапонија, иако е можеби далечна и многу пати велиме тоа таму е некој друг свет на функционирање, што за жал е многу далеко од нашиот, но никогаш нема да се подобриме ако не се стремиме кон пресликување на некои добри примери. Како функционира тебе? Исто така на интернет може да видите, тој има документарец како децата во школите се инволвирани во креирање на менито, служат исто така во кујните се. Исто така садат, потоа таа храна ја користат за менијата. Така да инволвирани се многу во процесот. Преку тоа и се едуцираат, нели,
како ние земјоделска држава може некој понатаки ке сака и да сади, нели? Затоа мислам дека и во училиштата може да имаме градини, нели, со пчери, што го напоменавме претходно, што брзо растат, со крставици, па потоа тие да се употребат, нели, во Сето тоа е еден многу интересен процес. Системска интервенција. За децата може да биде една вистинска игра, преку која што можат многу да научат, да се едуцираат и на тој начин полесно да сватат дека всушност храната која што внесуваат многу значи за нивното здравје. Пак се враќаме или се сведуваме на моментот дека ни е неопходна едукација, не само на најмладите. Јас би рекла на сите генерации, на највозрасните, но и нели на сите останати кои што бидејќи храната е нешто што секојдневно ја внесуваме. Во последниве години, нели, како живееме, свесни сме дека децата денеска после училишните активности најчесто родителите одбираат нели во консултација со нив да имаат и некакви други активности. Колку од нив се спортски активности? Еве, ако имаш таква некоја информација, со оглед на тоа што нели кај тебе доаѓаат деца кои што веќе започнале некаков процес на тренирање или занимавање со некаков спорт. Па да, затоа и ви кажав на почетокот, многу доаѓаат родители кои што ги запишуваат децата на спорт баш заради таа причина, затоа што не можат да ослабат малку. Да, и затоа што не можат тие да спортуваат заедно со нив, затоа што се презафатени, затоа што меѓутоа можеби во самиот образовен процес како што спомна колешката не е доволно вметнат спортот и физичките активности како дел од едукацијата. Значи покрај тоа правење на менија или исхрана како што спомнавме претходно, мислам дека часовите по физичко и спорт не се доволно застапени и не се баш правилните кои што треба да фактички да го поттигнат самото дете да сака да спортува. Во многу ситуации сме биле сведоци, барем и јас лично, верувам и вие, дека часот по физичко многу пати може да биде наставникот да рече правете што сакате. Да, апсолутно. Што во таа ситуација дел од децата ќе преседат на екрани, пред екрани со мобилни телефони? Рековме најчесто момчињата можеби ќе бидат оние кои што ќе спортуваат и кои што ќе сакаат, да. Најчесто тоа е проблем во училиштата кога професорите или наставниците нели даваат слободни активности, меѓутоа се случува и дури во оние рани оделенија, например, сега нема да одиме на спорт или на физичко, туку ќе вежбаме математика за тестот. Значи, тој час по физичко е час по физичко. Без разлика дали е надвор убаво времето, сончево, дождливо, ме разбирате? Значи, мора децата, јас би рекол да се фрлат во оган за да се развијат на правилен начин. Значи, покрај исхраната, многу битна работа е и спортувањето. Зошто еве низ годиниве се промени перцепцијата за часот по физичко? Не знам дали е намален или зголемен бројот на часови по физичко? Мислам дека во наше време беше 2 часа неделно, мислам дека е сега зголемен на 3 часа, меѓутоа пак мислам дека и дали тоа е доволно или се уште мислам дека не е доволно. Затоа што како што спомнавме, тие часови не се активни часови, значи ако се седи, тоа не е активен час. Како би требало да изгледа еден час по физичко? Видете, тоа е, како што рековме, комплексен проблем кој што треба многу фактори да влијаат, меѓутоа пак сето тоа треба да почне од образовниот систем, преку самите институции и преку наставниците или професорите, нели треба самите да воведат некоја си програма која што ќе биде и едукативна и ќе биде забавна, за да не биде тоа децата да седат, да вежбаат математика на часовите по физичко и слично. Или во најлош случај да преседат пред екраните, да. Пред екрани. Нешто сакаше да додадеш? Не, го слушам исто колегата, се согласувам за се што кажува дека физичката активност гледа и се зголемил бројот и повторно го имаме овој проблем. Меѓутоа немаме ние проблем со зголемувањето. Ние може и 5 часа да направиме неделно, меѓутоа ако 5 часа се седи, тоа не е ефективно. Во студијата, нели, кај нас тапката е поголема за физичка активност. Да, тоа е маса спротивно од Ама не, ако ја прочитате, е само 3 дена. 3 дена не се доволно, или 1 сат или 2 сата е на физичко. Треба да идат и надвор малца, а не да седат пред екраните. Зголемене седењето пред екрани 2 до 3 сата на ден. Тоа е многу и тоа е веќе не трошење на енергија. Но јас од нутриционистички гледна точка, колку и да сакаш да вежбаш, ако ти не јадеш повеќе калории, а процесираната храна дава многу калории, едно барче може да ти даде половина од калориите што му е потребно на
во денот. Така да, колку еве родителите сакаат одат да ги запишат, ама што ако не им дадат добра храна? Тоа е контрадиктивно, значи треба како системски интервенција да се земе. И физичка активност, и здрава исхрана. Најчесто родителите, претпоставам ке се служите, се тешат, сепак детето нешто ми вежба, така? Да, ама дома ќе јаде смоки или нешто чипс. чипс. Детето е обезно, јас ќе го запишам на спорт и детето ќе ослабе. Меѓутоа, како што спомнавме, ако вие за ручек дадете процесирана храна, кој што ја јадат целата фамилија, детето ќе јаде од таа храна што вие ќе му сервирате, разбирате? Баш како што кажав, детето гледа и дол во родителот, посебно во помалата возраст. Знаете што многу и не знаат што е процесирана храна. Ајде да го објасниме. Ма не, еве, процесираната храна е така, кажам, еве, чипсови, смоки, многу јадат и пијат и нели засладени сокови. Ако таа дома не е достапна, на пример, на видик не им е и не ја држат дома, децата нема да ја земат. Но еве мисла дека ако јадат ориз и месо, они јадале здраво. А јадат ориз, месо, леп им даваат и не се фокусираат толку на сладата. Јас, на пример, секогаш ги советувам сите еви гледачите и моите клиенти, нека изедат прво салатата, а потоа и нели протеинот нешто и потоа нели ако може другото. И не треба да го дојадат, нема да станеш ако не го дојадеш. Дојади ми го ти овошјето и зеленчокот, нели после тоа ако не јадеш добро толку е. Во студијата, повторно ќе кажам, перцепцијата на родителите пишува дека еден од причините зошто кај нас обезноста е зголемена е затоа што перцепцијата на родителите за што е обезност не се свесни, не е голема. Они мислат дека ако детето е полничко, еве црвено што кажуваме, е здраво дете. Така да треба да се научи митови од времето кои што за жал се уште а на пример кога ќе видат нели слабо дете, леле неухрането, земи дај му да јаде нешто. Перцепцијата и затоа е прва стапка тамо е напишана е малата свесност на родителите. Морам да го напоменам и ова. Во светски рамки обично во помалку едуцираните подречја, така кажано, е развиено нели обезноста, кај нас од друга страна е во урбаните места. Значи не во селата, во градовите. Викаш еве повеќе образовани, тука доваѓаат за работа, така, а контрадикторно е, пак тука се најмногу. И тука е тоа брзиот живот, недоволна активност дома, не се на улица, може во селата се трчаат надвор, кај нас седат дома. Нели? И од школа право дома. Зошто да не отиде, не остане надвор малце? Може и се плашат родителите да ги остават, а се уште мислам дека сме безбедна држава, да може да играат надвор. Да, меѓутоа не е како порано во секоја зграда да има парк, сега се е урбанизирано и самото тоа не им е достапно како што ни било достапно, например, нас, кога ние сме биле деца. Така е, сега во некој нели населби е така, на пример еве јас од Карпуш 4 се уште има и паркови и во школскиот двор се собираат, но сум приметила дека повеќе се машките. И во таа бев една програма од Европската комисија за Еразмус и тамо стапката беше кај девојчињата е помала за физичка активност отколку кај децата. А тоа го спомнавме, нели, девојчињата седат на физичко, додека машките и во школските дворови. Гледате, седат на клупите, а машките играат фудбал. Али пак стапката еве за нели за обезност кај машките, тоа е затоа што јадат повеќе количински и нездрави. Да, ајде малку тоа да го прокоментираме. Да, децата во Македонија се над европскиот просек по дебелина, меѓутоа проблемот е поизразен кај момчињата отколку кај девојчињата. Зошто или на што се должи ова? Јас мислам затоа што е количината можеби што ја јадат повеќе, може би се поизложени, не знам, или помалце јадат, па може и свесноста. Сега вие од 6 до 9 години, како што расте девојчињата може влегуваат во пубертет порано. И тогаш се враќаат. И тогаш тие осламнуваат, ама и почнуваат да бидат свесно за за надворешниот изглед, додека момчињата малце покасно може влегува. Само не знам, јас од пример морам да го кажам, еве лично мојот син беше така пополничок и покрај тоа што еве јас учав за тоа и го применував. На која возраст беше пополничок? Баш таа возраст од 6 до 9 години, може и до кај 10. Пробував да влијам, ама не сум родител што мора со сила, затоа што контра ефект може да добијам, да. Но постојано зборував за да сега за исхраната, за свесноста за исхраната, за свесност. Или за тоа што прави процесираната храна? За се. Ама јас затоа што сум нели го работам, овој можам да му го доловам на многу
убав начин, например, со примери да му кажам што му прави во телото. Порано не ме разбираше на таа возраст. Затоа може би од 6 до 9 така се пополнички, но покасно веќе почнува да разбира. Еве на 14 години ми вика мама сакам да го направам тестостеронот повеќе. Како и викам ке јадеш ова, ке вежбаш ова. И он сакам кожда да ми е убава. Сега е веќе повеќе свесен и внимава, али пак треба да се зборува. Најмногу ќе биде ако од дома почнеме да им збориме и да им е достапна храната. Например, ако има на масата гладни се, играат нешто на компјутер, така го гледав и он немаше да стане да земе сама. Ама ако му е достапно тука бадемчиња, овоше, од понекогаш ќе го зема, тоа е само за да јаде. Ме разбирате? Значи треба да е на видик. Тоа е многу убав како алатка, така кажано, за родителите и да ги скријат тие и да немаат сокови. Една од причините кај децата е многу пијат сокови наместо вода, а тоа се толку празни калории, многу шеќери. Многу. Ете така како предлози, типс, како да ја кажам, за што да направа дома. На видик да имаат здрава храна, овоше и зеленчук и јатки или нешто. Иако процесот е многу тежок, треба да не се откажуваат, така, во никој случај, затоа што и таа возраст која што споменавме е баш една специфична возраст кога можат многу фактори или од надвор да влијаат, но важно е што во домот ќе се зборува. Вероника, пред малку спомена, луѓето не се ни свесни кога детето им е дебело или не. Сега може грубо звучи, но со вишок на килограми. Понекогаш може би грубо звучи, ама тоа е реалноста и треба да се соочат со нив. Што значи не знам, вишок на килограм или кога веќе едно дете го сметаме за дебело дете? Односот помеѓу висината и тежината треба да биде пропорционален. Значи, ако детето, например, најчесто девојчињата побрзо израснуваат во висина, значи треба таа висина да ја прати одредена си тежина доколку нели спортува или сака здрав начин на живот и така натака. Меѓутоа пак да се навратиме родителите, најпрви тие треба да бидат свесни дека детето им е обезно, и на тој начин фактички да влијаат на детето, дека не значи како што кажа колешката дека буцко дете или дете со обравчиња е здраво дете. Да. Имаме, да речам, ако е високо одреден на бројка. Да, која формула? Дајде тоа сакам да кажам. Дали може или Да, се пресметува тоа по формула. Меѓутоа пак родителите треба да бидат свесни дека самите тие треба да бидат пример на детето. Значи повторно ќе кажам затоа што јас сум имал примери во мојата ординација дека доаѓаат родителите, значи двајцата родители обезни и детето ми е обезно и тие не се свесни дека детето има проблем и дека тие имаат проблем. Дека тие имаат првен проблем, дека тие се обезни. Значи они викаат детето е супер, ние сме супер, детето спортува. Затоа ви кажам, значи ова е маце комплексен процес кој што треба да почне буквално од училиштата. Например, доколку им кажеш дека подобро е да земе од дома да си направи јадење или сендвич или овоше, па децата ќе ми се смеат, останатите, значи тука сме социјалниот проблем, да, тие се соочуваат, значи полесно е да отиде во продавницата да купи круасан или кока-кола или во последно време енергетските пијалоци премногу завземаат место што е премногу поразително. Меѓутоа, децата не се свесни околу тоа. Од друга страна, пак се премногу достапни. Така, пак се навраќаме на проблемот дека ова е дека ни треба системско решение за решавање, но за жал, веројатно државата не ни е свесна дека ова е голем проблем. Па има некои си закони во продавниците дека под 18 не се продаваат цигари, алкохол, енергетски пијалоци, меѓутоа пак треба да видиме колку тоа е на вистинско место, колку тоа се прави. Но тоа ќе биде во насока на енергетските пијалоци, да речам, да се заштитат. Целата останата процесирана храна, сите грицки, се многу предостапни. Дел од статиите велea најмногу грицки се конзумираат. 40%. Тоа е големо и пак сме над препорачената во Европската комисија. Зошто тие грицки не стана секојдневие, Вероника? Маркетинг. Ја мислам маркетинг и кога се вкусни, кога ќе ги пробаат и сакат и на голем одмор. Добро, тоа е факт дека создаваат некаква зависност. Да, ама уште еднаш ќе повторам. Ако во школите или дома им се зборува, нема, наместо да одат во продавница да земат чипски, си земат банана или јогурче или банана и ама факт е дека другото е повкусно. Да, ама ако им се зборува, ќе повторам. Се е до зборувањето кај децата, се повторува, ако дома го слушаат тие или во школите им се предава, им се зборува. Затоа што во школите може да зборат за здрава исхрана, ама ќе ги пуштат надвор и они, нели, што прават?
Сакам да потенцирам нешто, затоа што ние зборуваме цело време за дебелината, но не знам дали родителите се свесни што таа ќе сноси понатака. Знаете, јас ако не се свесни генерално дека некогаш тие се со вишок на килограм или децата им се, јас не би рекла дека се свесни за последиците. Да, не се свесни. Јас морам да го напоменам тоа, зашто знаете, многу од родителите ќе кажат, ја сакам моето дете да се запише во тоа школа, да има петки, да е успешно, но дали ти сакаш тоа дете да е здраво? Сите викаме да, но треба да го преземеме. Како? Ако ти не дозволиш да биде, например, таква храна, затоа што стапката за диабетес, што е тродупло е зголемена од пред 1990 година, да, и кај децата. Што ова е на глобално или да, глобално, на пример, ако претходно беше на 40 години, сега се намалува на 30 години. А ако со оваа стапка ние продолжиме, ќе биде на 20 години. Диабетес тип 2 е хронично воспаление и според Светската здравствена установа дебелината се рачуна како болест. И нема тука што, например, да се повредат чувствата на родителите, не е само естетски проблем. Не е дека децата се мрзеливи или недисциплинирани, нели? Од другата страна, сите овие фактори се влијание, но ако тие не преземат сега, нели, последиците се тип 2 диабет или кардиоваскуларни заболувања, а имам клиенти кои што се 14 годишни, 15 годишни деца кои што се со замастен црн дроб веќе. Тоа може да предизвика, нели, ќе биде во добро школо, ќе биде успешен работник, но што на 30-40 години веќе ќе има болест, која што понатака може да доведе до, нели, други болести. Еве, зошто кај нас не сте приметиле дека на 40-50 години обично многу мажи починуваат од од срцев удар? Тоа не е затоа што во моментот тие правеле. Тоа е со генерации, нели, следење, таложење, таа болест е тивка болест, обезноста, затоа што последиците се гледаат после 20 години. И затоа јас апелирам до сите родители, ако имаат деца кои што се нели повеќе над препорачаното обезност, инаку формулата постои, можат самите да ја видат, се вика Body Mass Index и да ја израчунаат на интернет, и ако пресметаат нивните деца дека се над препорачаната, ги охрабрувам да преземат нешто затоа што е за нивното добро на 20 години да немаат тип 2 диабет, да не имаат кардиоваскуларни заболувања кои што, нели, јас стално викам џабе ќе биде успешен во кариерата ако нема здрави. Така да. Да се надоврзам само за грицките, имав скоро еден случај со детенце кој што дојде на преглед со родителот и родителот дава податок дека детето секоја вечера чипс. Викам, како секој? Да, вика, без чипс не легнува. Значи, после еден-два прегледа, више на третиот, со моje зборење исто на родителите, више сватив, односно фактички детето свати дека тоа не е здраво, вика, целосно вика го исфалив, гледам да вечерам овоше, зеленчук, значи полесна храна отколку чипсови кои што доведоа до тој степен детето беше обезно, меѓутоа сега се извиши, се е супер. Да, но како тоа поминало кај родителите да се доствали? Мора да се зборува, убаво кажа колешката, значи мора и од сите институции, најпрво во училиштата, во образовниот систем, докторите, маркетингот да се намали и целиот еден процес сите ние да се вклучиме за да добиеме резултат. Да, за да израснеме здрава нација. Здрава нација, здрави генерации. Меѓутоа пак се почува од домот. Така е. Во многу наврати тоа сме го споменале и повторно ќе кажеме да не зборуваме само за лошите примери. Факт е дека имаме и свесни луѓе, свесни баби и дедовци, свесни родители, свесни млади луѓе кои што, нели, знаат паметно можеби да се изборат со оваа ситуација, иако пак ја споменаме дека е комплицирано и не секогаш едноставно и дека можеби процесот е на долг рок. Ги споменавме по здравието бројните последици, иако многумина од луѓето ќе кажат, нели, естетски проблем, така? Не е естетски проблем. Одамна не е естетски проблем и факт е дека веќе според СЗО е прогласен за дебелината е прогласена за болест, а со сите овие податоци, тоа кој што ги имаме нели за Македонија упатува дека сме болна нација кога станува збор, иако вака можеби звучи грубо, меѓутоа тоа се податоци кои што навистина можеби после овој разговор треба да ги замислат, нели, родителите, луѓето, сите што ќе купат денеска и што ќе понудат на трпезата дома. Факт е дека, нели, физички се активни како што споменав, иако можеби во целост не е таа физичка активност доволна,
но колку често и зошто е потребно да се направи преглед кај доктор по спортска медицина? Што тој значи и што кон што води? Секое запишување на детето на спортска активност, било да е аматерски, на почетокот сите се аматерски, убаво е да се направи преглед баш на спортска медицина. Значи да се види висината, тежината, тоест body mass индексот, да се види срцето, да се аускултира срцето, дали има некој шум, не дај Боже, дали се правилни срцевите тонови и да види докторот дали баш тоа дете е за тој спорт, можеби докторот ќе го пренасочи на друг спорт, ме разбирате. Најпрвин треба детето да сака да спортува. Јас секогаш кажувам, жилбата на детето е пресудна, затоа што децата на пример се запишуваат на еден спорт, после 2 години сакаат на друг спорт, после сакаат на 2 спорта наеднаш да одат, ме разбирате? Значи, првин жилбата на детето е најбитна. А дали е дозволено од ваш аспект да одат ите на 2 спорта паралелно? Апсолутно. Да некоја си 14-15 година може детето да оди слободно на 2 спорта. Веќе од 14-15 години веќе детето влага во некој си, да не речам, полупрофесионални води, каде што пожелно би било веќе да се насочи или едниот спорт да биде аматерски, колку што дозволува времето и можностите. Да. Кога е паметно родителите да си ги донесат децата на прв преглед по спортска медицина? Па искрено веќе на 5-та година може да го запиша детето на било кој спорт, доколку тоа сака. Доколку тоа сака или доколку тие мислат дека е здраво да спортува детето. Дали од вашето искуство доаѓаат се повеќе дечиња на таа возраст или се повеќе дечиња не се толку физички активни? Во последно време почува некој си, не да не речам тренд, меѓутоа свесност дека детето е пожелно да оди на некој спорт. Значи чисто и за себе, за не како спорт, како физичка активност, туку припадност на група, ме разбирате? Значи дури некој дечиња ми викаат сите другарчиња ми отидоа на пливање, јас се запишав на пливање, ме разбирате? Значи чувство на припадност. Да. Ако веќе тој социјален момент понекогаш има и негативни работи, има и позитивни работи кои што треба да се гледаат. Вероника, дали тука блиску во регионот на Балканов можеби или соседството имаме некој добар пример кога еве исхраната и децата во прашање за тоа како функционира? Дали едноставно околните земји се грижат на повисоко ниво за решавање на овој проблем? Да. Јас, бидејќи го слушав колегата, како одат и се прегледуваат за спортска медицина, ние во школите имаме систематски преглед. Децата одат и потоа, ова го кажувам од пример од скандинавски држави, каде што децата имаат досие и тоа стои во школа. И ако нешто од тоа досие, имаме, ги праќаме за забар, така бе моите деца одеа, кај за вакцини, но дали тоа досие, потоа родителот ќе биде, ако е нешто надвор од границите, дали ќе биде повикан. Тука мислам дека еден примерите од Холандија го имаат така, како што секој дете си има досие и потоа ги го викаат во училиштето ако нешто е. Дали е, например, згрбавено и треба да се исправи, дали забите. Податок кај нас. Само статистички податок се, за жал, систематските прегледи. Не е, например, потоа да се, тоа е нешто што може да го воведеме, да има во школите да има нутриционист. За жал, нутриционистите немаат не се застапени многу во Македонија да бидат во установи како што ги има во цел свет. Тука се уште, не знам, нема ни комора за нив, нема ни работни места. Не знам ни доктори дали има по школите. Знам дека има стоматолози, за доктори не сум сигурен. Треба да има, например, еднаш барам на полугодието, тие што се има досие, тоа дете што е, например, надвор од границите, дали е прекомерена или понамалена килажа, дали е нешто искривено, да се адресира кај родителот, тоа е од пример ви го кажувам. И потоа ако родителот го видиш дека не знае како да се справи, да му дадеш соодветна едукација. Насока, затоа што може не знае процесирана храна, од што се дебеле детето. Едноставно може не се едуцирани. Еве едно нешто да воведеме така. Но тоа е Скандинавија, Вероника, и е далеку. Јас стално верувам во Македонија. Дали тука имаме нешто? Тоа значи дека цел Балкан е во слична ситуација, сите сме во. А зашто да не бидеме први во Балканот, на пример, што ќе го воведеме тоа? Да го воведеме, само со досие и да се викнат родителите и така можеби и за нутриционисти. Јас сум да апел да се зголемат работните места за нутриционистите и верувам дека во Македонија ќе дојде, пошто во цел свет тие се гледаат на вистина сега затоа што стапката расте. Во Америка ги има
затоа што најмногу се обезноста е проширена тamo, ги има во секаде. Во градинкар има работи нутриционист, во школо, во секоја ординација, затоа што кога ќе дојде кај матичниот установи, кај нас ги нема. Па видете, и да се надоврзам, и во спортските клубови немаме ние ниту нутриционисти, ниту доктори. Тоа се луѓе, например, кои што ослабеле во теретана 10-15 килограми, тие се рекламираат на социјалните мрежи како нутриционисти, како луѓе кои што Леле, јас нешто сакам направиле. Да кажам, Слободно. Леле, затоа што јас сум исто нутриционист на некои клубови што, мислам, сум држала предавања на одбокарскиот тим Форца и на Газели и кај замечувалци Ескрим. И штета што спортските клубови немаат нутриционисти да соработуваат. Немаат ни доктори. За жал, кај од доктор по спортска медицина или каков доктор? Општо немаат доктори во клубовите, значи имаат физиотерапевти, но немаат доктори, само на утакмиците. Да, има некои што се така понапредни, Газели, јас може да кажам, се трудат многу, вложува. Но пак е тоа финансиски глобално е. Дали клубот има или нема? Да, ете тоа е, да. Само што многу последици кај спортистите, јас од лично искуство кажувам, например кај женската популација кај спортисти, погрешно тренерите ги советуваат да јадат на протеинска исхрана, ги забораваат јаглехидратите кои што се многу битни кај спортистите, особено кај женските, и затоа потоа доваѓа до губење на циклусот кај девојчињата, затоа што токму не се хранат правилно, а ги слушаат тренерите. Немам ништо против тренерите. Но еве, јас сум се едуцирала за нутриционист, јас треба да ги советувам. Јас знам како физиологијата на човечкото тело и зошто јаглехидратите се многу битни кај спортистите, а не протеините. Тоа е уште еден мит да се надоврзам, што многу луѓе ги сфрлаат јаглехидратите како штетни, дефинитивно. Меѓутоа, јаглехидратите се всушност гориво на организмот. Значи, тие први согоруваат. Еве, гледам и атлетичарите. Вие сте виделе додека они трчаат, земаат. Тоа се јаглехидрати во течна форма, затоа што му даваат сила на телото, му даваат енергија. Тие се за кратки релации. Значи, јаглехидратите се добри, меѓутоа пред физичката активност, затоа што тие даваат многу сила, многу енергија и први се трошат. И децата... Пак се навраќаме дека не сме едуцирани за. Апсолутно. Не сме. И, например, децата, ако ги стават родителите еден совет, сега да речат, леле, моето дете морам да го ставам на здрава исхрана, нека не ги тргат јаглехидратите. Не се криви тие. Крива е процесираната храна. Толку. Значи, треба да јаде и компирче, и ориз, треба да јаде и овошје, а не да го трга дека овошјето е исто шекер. Не. Овошјето има и диететски влакна, има витамини, минерали, значи, тука треба малце да се направи бариера, затоа што популарна е кето исхрана и се може да го прават тоа на децата. Јас сум видела. Од искуство ви кажувам, кај девојчиња сум видела каде што одат на кето исхрана, на протеинска, затоа што им ја кажа така ќе ослабе, ќе ја држат линијата за да може да спортува. Не. Од друга страна, само да докажам да се надоврзам и јас на вас, социјалните мрежи си го прават исто така своето. И ние пред некој ден, кога беше светскиот ден на здравјето, така некако ни се надоврзува и оваа тема во сегмент на тоа, беше истакнато дека овогодинишната порака на СЗО е дека треба сите податоци да се базираат на науката, не на социјалните мрежи и на тоа што се пласира, а за жал ние сме веќе нација која што учиме од TikTok, од Instagram. Учиме буквално тоа го применуваме во секојдневието, особено па младите. Така и се продава тој производ што кажа колешката, нели, секој што ќе ослабе 10-15 кила е нутриционист. Значи не, ти си ослабил 10-15 кила, меѓутоа начинот на кој што си го ослабил не значи дека ќе влијае врз тебе или врз тебе. Значи секоја индивидуа е многу различна. Јас на ниту едно дете му немам забрането јаглехидрати да конзумира. Да, ќе конзумираш, меѓутоа до одредена граница. Значи не може да конзумираш без крај или да биде тоа во вечерните часови кога немаме физичка активност, кога се спремаме да си легнеме, ме разбирате? Останува си уште појадокот е важен. Да, кај мене да. Вечерата некогаш да се прескокне или? Не да се прескокне. Децата е сосема различно. Тие се во раст, им треба храна, не е како кај возрастните. Затоа повторно ќе кажам, што не слушаат гледачите ако има таков проблем, нека не експериментираат, нека се советуваат со стручни лица да видат како треба правилно. Тоа е од
TikTok, од Instagram не е тоа што треба да го применат. Никако со јаглехидратите да не ги скратат, да јадат овошје, зеленчук, не знам. И сите оброци да ги имаат. Да ги имаат децата, кај децата посебно, значи до фаза на пубертет па и до 18 години, значи 3 оброка треба да има. Посебно детето ако спортува, значи плюс ужинки 2 кои што ќе бидат полесни, мислам, овошје. Меѓутоа никако рипнување на оброци, никако. Значи тоа е апсолутно затоа што детето е се уште во фаза на раст. Со тоа што вечерата ќе биде полесна. Секогаш треба да биде полесна и кај деци кај нас, затоа што телото си има циркадиен ритам, си го следи тоа, инсулинската чувствителност и кај нив се намалува и кај нас. Кај секој човек, така е физиологијата, ќе се намалува навечер. Тоа значи телото се спрема за сон. И затоа треба да се јаде, јас сум повеќе за јогуртче, таратур, нели во тој тоа да се направи кисело млеко, путер и сиренце, нешто полесно. Зеленчук со некое, јогуртче, така го кажеме, стално го промовирам јогуртот. Знаете за микробиомот, да. И кога веќе пред крај сме, го споменавме сонот и дека телото нели се подготвува за сон. Во статистиката вели дека спиеме доволно или не спиеме доволно? Тамо кажува дека е од 7 до 9 сата спијат, што е окей за таа возраст. Но проблемот потоа станува кога стануваат тинејџери сосема. Сте се соочиле со ситуација, јас ова го имам од примери и во блиско обкружување и тука во емисијата, кога деца во сред ног ќе се разбудат и седат на телефон. Да, тоа после поголемите, така, не поголемите, на 12-13 години веќе, кога од тинејџерски години, да, се случува тоа. Само што јас од пак нутриционистичка гледна точка ќе кажам, сонот е поврзан со обезноста. Зошто? Затоа што кога телото не е одморено, тие што се хормони грелин, лептин, кортизол, сите тие се поместуваат, што даваат нели бара на телото да енергија, затоа што тие не се одморени, бара енергија. И што е прв асоциација за енергија? Шекер. Океј, јаглехидрати, ама шекерот. И тука е зачаран круг. Затоа треба децата да си имаат некој ред. Веќе до 6 до 9 години можеме да ги контролираме. Понатака е проблемот и тие не се свесни дека она 2 до 3 сабајле кога ќе отидат, ќе им предизвика потоа да во текот на денот што се уморени да јадат и тука прекомерната тежина. Така да сонот, движењето, храната, сите тоа како комплексна нели интервенција треба да се земе во предвид. Се е тоа поврзано во еден круг, кој што спомена, нема крај и треба буквално на секој еден сегмент да се влие. На самиот крај сме. Може една порака од вас до сите оние кои што не гледаат, заради тоа што во многу наврати споменавме дека ова е веќе сериозна состојба во нашата земја и на вистина треба малку пошироко да се отворат очите кога нели зборуваме за вишок на килограми, за соочувањето можеби на возрастните, дека имаат и тие проблем, но дека имаат проблем и нивните деца. Па е една порака, аз ќе бидам краток, да се хранат здраво и да спортуваат. Тоа е тоа. Да. Лесно, брзо, едноставно, само треба да се примени. Јасно. Вероника? Јас да побараат, истото ќе се слежам, но ако не знаат како да побараат помош, не е ништо срамно тоа, дека моето дете е нели зголемена тежина и да не се срамат. И ако не знаат како да го направат тоа, дефинитивно да се јават за кај консултација, кај некој да. Тоа е покрај јадењето здраво и уште еднашка достапноста, што гледаме, тоа правиме. Ако гледаме здрава храна на трпезата и седнуваме, и тоа е многу битно, да седнеме заедно како фамилија, да, тоа некако за жал се изгуби со брзото темпо, ама никогаш не треба да ни биде изговор, така? Не, да се обидеме да најдеме начин да го направиме тоа. Благодарам, јас се надевам дека уживавте во разговорот, мене ми беше ептен пријатно, а беше и повеќе од корисно сето ова што го споделивме, се надевам дека барем кај малку ако промениме нешто во начинот на размислување, ќе бидеме, верувам, среќни и дека следен пат ќе зборуваме за позитивните работи од цела оваа ситуација. Благодарам. Благодарам на вас.